Шампионски круг во својот роден Штип денеска извози европскиот шампион во мото БМУ Петар Мијалков. Но да се стигне на пиедесталот на Европа, за Мијалков не беше ни најмалку лесно. Беше многу тешко оваа година, да ви кажам, беше тешко, имаше многу падови, имаше проблеми, потешкоти со моторот, но на крајот тоа се заборава, но успехот останува. Што е потребно за да се биде европски шампион? Прво, голема дисциплина, напорни тренинзи, спремен мотор и останатото е се во мене. Кои се плановите за идната сезона и што е приоритетно најпотребно? Здрави живи, идната сезона ќе возиме во поголема класа и приоритет е да се купи нов мотор. Дали веќе можностите се на претек? Да се надеваме за следната година да се надеваме дека ќе имаме поголем буџет и повише финансии за да можеме да купиме нов мотор и да бидеме конкурентни во таа класа. Шампионскиот круг низ Штипските улици Мијалков го заврши на градскиот плоштад, каде најголем интерес за шампионскиот мотор покажаа најмладите. Какво е чувството кога ќе видиш ваков шампионски мотор еве сега, претходно си го гледал на телевизија? Какво е чувството? Добро или лошо? Добро. Добро. Кога ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Моторџија. Чувствувам прекрасно, бидејќи никогаш не сум видела ваков голем мотор. Го имам само гледано на слики. И јас сега како девојче вака сакам, не знам, изгледа интересно и се прашувам како ќе биде кога јас ќе станам моторџија. Кога веќе е тука пред тебе го гледаш, не секојдневно. Да. Добро, кога ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Моторџија. И повозрастните не можеа да одолеат на предизвикот и тие одблизу да ја видат шампионската машина. Генерално многу исполнето се осеќам кога ќе видам дека некој со кој што си растал заедно го живее неговиот сон и успева со толку многу скромна поддршка да постигнува резултати што се навистина забележителни не само за нашето поднебје, меѓутоа и малце пошироко од балканско и европски шампион во БМУ шампионат. Освојувањето на европскиот шампионат во БМУ класата на тркачки мотори за Петар Мијалков засега е најголемиот успех во неговата кариера. Оптимист е дека во наредната сезона ќе биде дел од надпреварувањата во повисоката класа на тркачки мотори.